Владата не успеа да стигне брзо до посакуваните вакцини од западните производители како Pfizer, Moderna или AstraZeneca. По неуспешните обиди за договор, земјата се сврте кон Кина, која стана најголемиот снабдувач со вакцини. Од вкупно 1,6 милиони дози планирани во националниот план за имунизирање, околу половина се кинески купени преку директни преговори. Останатите се добиваат преку ковакс механизмот. Како резултат на подоцнежната набавка на вакцините, земјата е на дното на Европа според процентот на имунизирани граѓани. На ниво на Западен Балкан, Македонија е на четврто со само 12% на граѓани кои примиле најмалку една доза. Зад земјата се само Босна и Херцеговина и Косово. Далеку напред се Србија, но и Албанија и Црна Гора. Освен алчноста на богатите земји и така наречениот вакцинален национализам, како причина за доцнењето на вакцините се споменува и обидот за профит при нивните набавки. Барем така обвинуваше опозицијата. Ова е документ кој докажува дека Венко Филипче извршил уплата на аванс од 7 милиони и 800 илјади американски долари на фантом фирмата од Хонг Конг Стабри Интернешнл. Парите биле уплатени и се легнати на сметка на фантом фирмата, а овој документ е доказ за тоа. Не држат тезите на ДКСК, кои очигледно се ставаат во одбрана на Филипче дека не бил уплатен аванс, туку дадена гаранција. Правичните документи кои излегоа покажаа дека вкупната сума за 200.000 вакцини се движела околу 12,5 милиони долари, што е цена од 62,5 долари по една вакцина. И тоа кога земјите од регионот и од светот ја купуваа истата вакцина за 30 долари, односно за двојно помалку од тоа. Документот со кој опозицијската ВМРО-ДПМН обвинуваше дека министерот за здравство Венко Филипче сакал да набави вакцини по дупло повисоки цени е всушност уплата за резервација на вакцините, велат од антикорупцијска комисија. Оттаму додаваа дека овој документ веќе го добиле од Народната банка и дека преку фирмата Стабри Интернешнл била извршена уплата од 7 милиони и 800 илјади долари, но дека за целосен извештај за овој случај наскоро ќе известат. Министерството нема исплатен аванс на правно лице за купување на кинески вакцини, туку на почетокот на ова година има извршена уплата на средства на име на гаранција со цел да се изврши резервација на целокупната количина од 200.000 дози вакцини од производителот Синофарм од Кина. Владата заедно со координација со владата на Кина преку кинеската амбасада во Македонија по разговорите одлучила да ги прекине започнетите активности и ги побарала назад уплатените средства, односно парите кои што биле префрлени на Стабри, вратени се назад и нема извршено никаква исплата. Обвинувањата дека кинеските вакцини се со двојно повисоки цени засега остануваат непроверени поради фактот што секоја држава, па и нашата, се обврзува на доверливост на склучените договори. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека сите документи во врска со оваа набавка се објавени на отворени финансии, а се бара начин и да се декласифицираат документите на кои кинеските производители инсистираат на тајност. Целокупниот овој процес изминат период кој што го тераат како политичка агенда се темели на ширење на лажни вести. Сите работи се кажани и се објавени јавно во однос на декласификацијата, го проверуваме начинот и на крај ќе во соодветна процедура ќе се декласифицираат документите за да јасно и тој дел се обзнани. Премиерот Зоран Заев, кој се вакцинираше токму со вакцините на Синофарм, потврди дека се правени обиди преку уплатени гаранции да се обезбедат вакцините, но ги отфрла обвинувањата дека цените на вакцините биле дупло повисоки. И тој најави постапка за декласификација на документите, откако рече дека за цената од кинеските производители се обврзани на тајност. Цените се познати за сите во светот кои ги набавуваат, сите други останати држави и на европскиот континент, и во соседството, и во светот.
тие се истите цени и кај нас. Ако постои механизам за декласификација, ние ќе го направиме тоа како влада, односно соодветните институции, за да може министерот за здравство да ги објави сите детали. Дури сите обиди за гаранции издадени. Ниту во соседна Србија не е познато колку чинат вакцините. Единствено председателот Александар Вучич рече дека кинеската Синофарм била најскапа во однос на другите. Според доктор Бојан Тркулја од Сдруженијето за иновативни лекови и Новија, цената зависи од тоа од кој производител потекнува. Ono što smo do sada uspeli da vidimo jeste da ta cena varira od neke najniže od otprilike 4 evra pa do neke najskuplje koja je oko 20 evra po dozi. Ta razlika u ceni vakcine je vezana pre svega za različit mehanizam dejstva vakcina. Dakle, nije jednostavno sintetisati svaku vakcinu na isti način, a osim toga zavisi i od samih proizvodnih procesa kompanije. За сега единствена земја која објавила воопшто цени на вакцини е Унгарија. Кинеската Синофарм е со цена од 63 евра за 2 дози, додека Спутник В чини 17 евра. Скандалот со кинеските вакцини пукна на крајот на минатата година. Според информациите на скуп од лекарски кругови, наш научник кој работи во Кина испратил допис до Министерството за здравство, во кој се понудил да ги поврзе нашето министерство со Министерството за надворешни работи на Кина, кое е единствено надлежно за извозот на кинеските вакцини. На тој допис на нашинецот од Министерството за здравство не одговорил никој. Наместо тоа, фантом фирма од Хонг Конг побарала вакцина од кинеските производители за Македонија. Ваквата постапка не им се допаднала на кинеските власти и на крајот на 2020 година ги прекинале контактите со фирмата од Хонг Конг. Дека Македонија целосно потврди во набавката на вакцините, потврди и председателот Стево Пендаровски. Верувам дека го пренесувам чувството на огромното мнозинство македонски граѓани кои се незадоволни од она што на тој план го направивме досега. Сликите кои ги гледавме изминатиот викенд во соседна Србија, тоа најдобро го илустрираат. Такви слики едноставно не смеат да се повторат. Благодарност за Србија се разбира, но тоа беше срам за државата наша. Едноставно, државата мора да најде начин своите граѓани да ги вакцинира и да им пружи здравствена заштита тука.